Нема откажување од борбата Македонија да биде подобро место за живење, зачувување на македонскиот идентитет, да се зачува душата, стравот да не стане последен од надежта. Пораките кои премиерот Христијан Мицкоски ги испрати за Илинден се државнички, одмерени и реални. Според експертите, тој јасно покажа дека оваа држава има луѓе генерација која не ги заборава традициите и историските вредности на Крушевската република и првото заседање на АСНОМ. Поранешниот пратеник и новинар Сафет Бишевац за Алфа вели дека Мицкоски јасно порачал дека тие со сите сили ја остваруваат основната цел на секоја држава и на секој народ, изградба на просперитетно и економски стабилно општество на вредности. Ова држава ни припаѓа на сите, но сите сме и одговорни за неа. И на тој начин мораме и да се однесуваме. Да, тешко е, да, има проблеми, да, не сме само ние, ниту со такви тешкоти, ниту со такви проблеми, има и држави каде што состојбата е многу полоша, но никогаш, ама баш никогаш, не смееме да ги предадеме идеалите на астомците и на илинденците, дека Македонија заслужува да има држава, да биде држава. Претседателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова во своето обраќање за Илинден порача дека никој не ни ја подарил слободата и тешко стекнатата држава, па затоа никој нема право да ја ревидира историјата. Бишевац нејзиниот говор го оцени како државнички, кој покажува во каков систем треба да се развива државата. Претседателката Силјановска вчера имаше едно обраќање кое вреди да се преслуша повеќе пати. Затоа што е суштината на она што денеска ние го имаме. Имаме држава, имаме систем кој апсолутно не е совршен, но е систем за во кој ние треба да се најдеме себе, да се најдеме како луѓе, како поединци, но и како членови на заедницата. Од опозицијата пак решија да обвинуваат дека биле направени подолби. Според Бишевац, ваквата реторика на Филипчи и неговите најблиски е нејасна, а она кое што треба да го направат тие да го прифатат повикот за обединување со цел заштита на националните интереси. Она што и останува на опозицијата е да се согласи околу темелните вредности кои произлегува од Илинден и од АСНОМ, но не најдоа сила да ја понудат и својата поддршка во клучната битка која државата ја води сега. Зачувување на националниот идентитет, јазик, култура, во спор кој не само што не е рационален, туку е длабоко ирационален. Една од темите за која говореше политичкиот врв беа и младите, односно дека една од главните цели е да се врати вербата кај нив во државата и својата иднина да гледаат тука, а не во иселување во странство.